Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, добар ден. На денесната пресконференција ќе соопштиме уште неколку информации кои што произлегуваат од мониторингот кој што Transparency International Македонија го спроведува над постапката за стечај на стечајниот должник АД ФН Индустрија од Кавадарци. На почетокот уште веднаш сакаме да ги повикаме сите институции во државата, вклучително Судскиот совет, Финансиската полиција, Јавното обвинителство, да преземат мерки во рамки на своите надлежности за да ги испитаат сите незаконитости во постапката за стечај во ФН Индустрија АД Кавадарци. Исто така, ја повикуваме стечајниот судија Валентина Георгиевска, која што е стечајен судија по овој предмет, да постапи според законот за стечај и да го отфрли планот за реорганизација на стечајниот должник ФН Индустрија АД Кавадарци како ненавремен. Исто така, укажуваме и на суштински повреди на планот за реорганизација на стечајниот должник ФН Индустрија АД Кавадарци, како уште една причина за негово отфрлање по службена должност. Деновиве добивме информација дека во Основниот суд во Велес е доставен план за реорганизација на ФН Индустрија АД Кавадарци. Анализите кои Transparency International Македонија ги направи на основа на доставените документи укажуваат дека и понатаму продолжува практиката на незаконитост во постапувањето од страна на стечајниот судија и стечајниот управник. Односно, откако на извештајното собрание на доверителите одржано на 7 февруари 2018 година, од страна на стечајниот судија е донесена одлука деловниот потфат на стечајниот должник ФН Индустрија АД Кавадарци да продолжи, а стечајниот управник е овластен да го изготви планот за реорганизација согласно инструкциите дадени од одборот на доверители и да го достави во рок од 45 дена од одржување на собранието. Овој план во тоа време е инициран од Комерцијална банка Скопје, Стопанска банка, Silk Road банка Скопје, како членови на одборот на доверители. По истокот на рокот на 23.3, односно пред истекот на рокот на 23.3 со заеднички поднесок овие три банки го известиле судот дека со поединечни солемнизирани договори за продажба ги пренеле своите побарувања на Global Special Opportunities Ltd, значи на GSOL, и во врска со ова, судот овозможил уште 15 дена дополнителен рок за доставување на планот за реорганизација. А тој рок истекол на 10 април. Овде само ќе кажам дека и денеска на веб страната на Централен регистар како доверители стојат Комерцијална банка, Стопанска банка, МЕПСО, Министерство за финансии, УЈП, Раде Кончар сервис. Значи никаде не стои се уште после толку денови на веб страната на Централен регистар дека се сменил одборот на доверители, како што пишува во овие документи. Еве ги, ова е од денеска. Предходно, на 31.1, со истата фирма Global Special Opportunities или GSOL од Бахамите, стечајниот управник склучил договор за преработка на никелова руда. Од договорот, покрај се друго за што зборувавме минатиот пат, произлегува дека предмет на закуп не се само технолошките капацитети како предмет ствари, туку се и работниците. Ова е неверојатно да се третираат како предмет и дека можат да бидат дадени под залог. Врз кој закупецот има право на целосна контрола, надзор и управување. Сето тоа на основа на договор на закуп, што е апсолутно незаконски и зашто досега никој не реагирал. На 10. мај
Global Special Opportunities, истата фирма со која е склучен и договорот и која што ги преземала побарувањето од доверителите, до Основниот суд од Велес поднел план за реорганизација и овој план е поднесен 72 дена после одржување на извештајното собрание од 7 февруари, односно 12 дена после рокот. На овој начин сторена е формална повреда на законот за стечај. Стечајната постапка е судска постапка и стечајниот судија морал да го отфрли планот како ненавремен, веднаш откако бил доставен, односно да не го доставува понатаму на било какво постапување. Согласно член 216 став 4 од Законот за стечај, ако во определениот рок не биде поднесен план за реорганизација, со решение на стечајниот судија постапката веднаш продолжува со впаричување на имот. Поради ова, Transparency International смета дека стечајниот судија морал да донесе решение за отфрлање на планот како ненавремен и постапката да ја продолжи согласно законот. Во конкретниот случај, стечајниот судија, иако бил должен, согласно член 216, да поднесе решение со кое постапката веднаш продолжува со впаричување на имот, тоа не го сторил, туку го процесуирал понатаму планот и го доставил на мислење до одборот на доверители и до стечајниот управник. На 10.5, значи истиот ден кога е поднесен, одборот на доверители во состав GSOL, Цементарница Усје, ТАВ Македонија, Раде Кончар и директорката на управата за јавни приходи, донеле одлука со која се дава позитивно мислење за планот на реорганизација на стечајниот должник. Мораме да напоменеме и да нагласиме, и ова е многу силен аргумент, уште еден аргумент зошто не треба да се усвои овој план, а тоа е дека при носењето на оваа одлука директорката на управата за јавни приходи гласала против. Затоа што во планот има причина за тоа. И тука станува збор за надмирување на побарувањата од државата. И тука стечајниот управник исто така укажал на оваа работа во своето изјаснување. Во овој случај, не само што постои привилегиран суксесор, доверител, кој што инаку е фонд. Исто така, во планот за реорганизација стои дека GSOL е фонд. А видовме дека договорот предходно беше распишан за компанија, која што има силно искуство и референци во работата со фероникел. Кој во моментов го има фени под рента, туку со планот се предвидува една цела група на доверители да не биде надоместена. Ќе останат без ништо. Иако таа група може би е со најниско ниво на побарување, сепак тие треба да имаат правна заштита, која што овој случај ја немаат, а законот за стечај ја гарантира. И самиот стечајен управник во изјаснувањето поднесено до стечајниот судија на 14 мај укажува на недостатоци во самата содржина на планот, но неговите укажувања не се прифаќаат во целост од страна на членовите на одборот на доверители, иако се однесуваат на суштински елементи во планот. Не се вклучени и проектирани финансиски извештаи, над 75% од имотот на стечајниот должник е воспоставено заложно право. Ако се земат предвид карактеристиките и специфичноста на имотот и да дејноста, може да се констатира дека проценетата дејност и остварувањето на правата на доверителите се под влијание на одржување на имотот во работна состојба, а во спротивно ќе се намали повеќекратно пазарната вредност. Предложениот план за реорганизација предвидува намирување на разлачниот доверител од 90%, во услови на ликвидација поради специфичноста на опремата би се намирил со многу помалку. Ова се забелешките од стечајниот управник, што сега ги читам, кои што биле изложени
во неговото известување. Согласно професионалниот стандард за минимум податоци кои треба да ги содржи планот за реорганизација, тој не може да биде условен од идни настани. Со оглед на тоа, доверителите тешко може да ја проценат веродостојноста на успешноста во нивното намирување со спроведување на таков план за реорганизација. Дополнително, во планот е предвидено формирање на 2 нови компании. Со планот за реорганизација не е дефинирана идејата за потребата од постоење на тие 2 нови трговски друштва, ако се земе предвид дека Ново Фени Доел е предвидено да биде друштво чија основна дејност ќе биде наплата на побарување, а ќе престане да постои по завршување на судските постапки. Значи, како ќе се наплати? Согласно член 219 од законот, планот за реорганизација треба да содржи писмени изјави на 2 новоформирани друштва дека ќе продолжат со работа на должникот и ќе бидат одговорни за обврските што во иднина ќе произлезат. Но и покрај овие суштински забелешки кои што ги искажал за планот за реорганизација, стечајниот управник сепак дал мислење да доколку се прифатат овие забелешки, тој план може да се усвои. Значи, во ниту еден од сегментите, и од формален и од суштински аспект, планот не ги исполнува условите кои што треба да ги исполнува, а согласно законот за стечај. Ова укажува на постоење на повреди на постапката предвидена и во членот 236 од законот за стечај, особено што со доставениот план за реорганизација одредена група на доверители не се подеднакво третирани, што значи дека планот не е подготвен и доставен согласно законот за стечај. Поради ова, Transparency International Македонија го повикува стечајниот судија Валентина Георгиевска по предметот во Основен суд Велест во врска со стечајот на стечајниот должник АД Фени Индустрија АД од Кавадарци да постапи според законот за стечај и да го отфрли планот за реорганизација на стечајниот должник. Понатаму, од интерес за борбата против корупцијата, можеме да поставиме и едно друго прашање. Дали било кој напор да се донесе странски инвеститор или да се убеди домашен инвеститор да започне деловен потфат во Република Македонија, ќе вроди со позитивен исход со ваква, барем досега, за во аналите, незаконита стечајна постапка. Понатаму, во соопштението имаме информација за тоа што е Фени, кога е основан и за текот на оваа постапка. Значи, ви благодарам, тоа се основните поенти кои што сакавме денеска да ги искажеме и со оглед на тоа дека течат рокови по кои треба да постапува и стечајниот судија и во таа стечајна постапка, сметаме дека сме на време за да укажеме на сите овие недостатоци во оваа стечајна постапка и уште повеќе да повикаме на интерес, иако тоа им е законска должност и обврска, на другите надлежни институции во државата да се заинтересираат и да утврдат што се случува во оваа стечајна постапка.